Добро, господин Заев, Гошинце, како последна тема, терористички напад, можеби контролирана нестабилност, можеби дефокусација или уште поедноставно, што мислите, чија е таа ослободителна војска? Вака, прво како најголема опозициона партија мораме да го осудиме и сакаме да го осудиме овој инцидент и секаков инцидент од ваков карактер. Премногу работи индикативни се собраа во Република Македонија, каде што Министерството за внатрешни работи како најнадлежно за оваа работа не дава информации, нема ниту сторители, посебно тоа околу влада што се случува или слично, само по себе индикативно. Мене ми е драго што нашиот народ сега е во време кога е сплотен во оваа борба за слобода и демократија против врхушката на власта и тоа е самиот гарант на безбедноста и стабилноста на Македонија. Тоа ми дава некој спокој. Може да се појавуваат секаков вид на бандитски групи, без разлика дали тоа се добро испланирани, измотивирани од некои поединци или се само иницијативни, сакат да искористат, да ловат во матно или слично. Сепак нема да успее никаков обид кој што би предизвикал било какви тензии, па посебно меѓуетнички тензии. Тоа е невозможна мисија на било кој да се обидува, но важно е, за да биде тоа така и потврдено од сите, институциите на системот, безбедносните служби, кои што секако работат под аспект на субординација и подреденост, сигурно, зависат од врхушката на власта, сепак има доста стручни луѓе таму кои што можат професионално да се завршат работата, па дури да се работи за монтирани инциденти. Добро, преговорите почна уште во кабинетот на Груевски, па потоа продолжуваат во Брисел. Верувате ли се уште дека има нешто од тие преговори, затоа што јавноста гледа дека како ништо да не се менува? Господин Антоновски, од 24 декември наваму траат преговори во ова наша Македонија, безцелни, со никаква конечна порака да тежнееме кон општеството кое што ќе вети самото пред себе преку политичките фактори да не се повтори. Напротив, се заоструваат работите, стануваат се по еклатантни, се по режимски, се по автократски и слично. А токму во тој контекст има и полза од се тоа. Ама во демократска земја, во која што барем тежнееме да бидеме во иднина, мора да ги практикуваме зелените маси и разговорите. Јас сум непоправлив оптимист. Некој ми вика, бе, со кој преговараш? Со кој? Зарем веќе не е јасно после ова вадење какви се луѓето? Не мора да дадеме шанса на се претходно, додека не се превземат оние, да ги наречам, улични демократи или реакции на гнев на луѓето. Нели, сепак лидерите во ова општество се покрај власта и опозицијата. И сите имаме доза на оврска за водење на грижа, секој соодветно како е поставен. Колку и да изгледа невозможна мисија, мора да се даде шанса. Зошто? Заради тоа што заради Македонија сите постоиме. И сите со полна уста ја спомнуваме таа Македонија, таа слобода, таа демократија и се. И мораме и така и да се однесуваме. На крајот, поважна е именката што ја спомнуваме. Сакако да ја добиеме, да успееме во таа работа, па дури и средствата кои што ќе треба се искористат најверојатно, апсолутно се оправдливи. Но секако согласно логичниот редослед. Јас сум оптимист, преговорите траат, не гледам некој успех. Ако ми кажете во проценти колку верувате, 5% верувам, 95% не верувам, но давам шанса за овие 5%. Давам шанса да е Боже нешто да се промени, нешто да се прекрши. Знае Груевски, знаем и јас, на секој и меѓународната заедница, што тоа се пораките од меѓународната заедница, они се многу подиректни на разговорите со мене и раководството на СДСМ, како и со Груевски, ама јавноста може да препознае. Барат директно одговорност согласно суштината на разговорите. Тоа е јасно веќе. Последните пораки, последната средба од американскиот гостин, има ли нешто надвор од она што слушнавме? Има надвор и толку е ред да кажам. Заради тоа што не е соопштено во јавност од гостинот, па не е во ред јас да го соопштам. Драго ми е што Соединетите американски држави кои што биле пријател цело време на Република Македонија од својата самостојност, преку $1.000.000 имат потрошено за демократизација на ова општество и на крајна реакција од нас како пријател. Согласно нашиот устав и закон, тие се влезени конкретно и се надевам дека оваа помош дополнително ќе биде добредена. Јас сум лично среќен заради ова што се случува. Не мислите ли дека меѓународната заедница сите ние оставивме премногу простор да веруваме дека таа ќе биде некаков екзекутор во нешто, меѓутоа во овој период на нас беше премногу толерантна и има дел од вината во однос на она до каде сме сега? Јас ако зборувам може и
Директно ќе зборам за тој дел, но не е својствено лидерите на политичките партии така да зборуваат. Зошто? Та нели ние ги убедуваме нашите граѓани за глобалниот свет, за придобивките од заедницата, дали е економска, дали е НАТО или слично, ние мора да веруваме. Некој пат таа е неправична, некој пат таа е недоволно грижлива, секирајќи се и грижејќи се за безбедноста, ја упропасти слободата и демократијата. Зошто? Пријателски сугерираше на слабостите внатрешни во Македонија. Целиот овој период. Јас го разбирам тоа. Зошто? Да се охрабри власта да го реши проблемот со името и конечно да направиме чекорем во НАТО, датум за преговори да добиеме, но сите видовме, иако предупредувавме. Предупредува независните медиуми заради состојбата во која што се наоѓаат медиумите. Предупредува интелектуалци, заедно пак преку вас медиумите, каква е состојбата со правосудството, што е со поклопеноста на државата од партијата, генерално слободите и правата и слично. Опозицијата урлаше во целиот овој период. На крајот, опозицијата мора да изврши својата улога, медиумите својата улога, граѓанскиот сектор својата улога, интелектуалците воопшто својата улога. Ние може да веруваме на пријателите и да се надеваме. Јубаво е тие да помогнат. Но она што мора да се случи, ќе се случи. Бегање од тоа нема. Ова власт мора да падне. Премногу е на маса се ставено, премногу се е експонирано и веќе враќање назад нема. Со истата таа верба влегувате и во она што значи понесување кривични пријави до обвинителството, до судството, а од друга страна со бомбите кои што излегува гледаме што се случува и каков е изворот и кои се луѓето таму. Гледањето од аспект на денешнината или ден за ден е едно гледање, она кое што треба да се гледа на среден рок и на долг рок е друго гледање. Јас сум многу среќен заради овој процес, оти сам по себе како процес е од помош на Македонија. Значи не може лидерот на опозицијата, с целата опозиција, вградени овде веќе и многу други независни субјекти, да ги кажам, без разлика дали се медиуми и граѓански сектори, ја испишуваат новата страница на Македонија која што гарантира да не се повтори тоа што се случило. Така без разлика Заев што вади и дали ќе Заев во иднина тој што ќе ја добија честа или било кој друг. Без 100 пати ќе се замисли дали да помисли вакви работи, не да ги прави. Тоа само по себе може да ни биде своевидна гаранција за отклонување во најголем процент на оние домашни слабости кои што ограничуваат демократијата и слободата. Така да овие докази кои што се ставени на маса, сите зборуваат и ја знаат нивната сериозност, суштината и автентичноста е недискутабилна, сами по себе потврдуваат дека ако луѓето кои што биле причината за оваа работа се тргнат од власта, имате исчекор во растеретувањето од поклопеноста на власта врз тие институции кои што по дефолт треба да бидат независни. Дали се тоа медиуми, дали се правосудните органи, дали се системите на контрола како што е антикорупцијска биро за ревизија или слично, самите контролни механизми се поклопени од луѓето. Македонија има добри закони генерално. Уставот тоа го решава. До луѓето е работа. Едно има закони, друго е да ги применуваш и да ги читуваш. Ама луѓето се тие кои што се гарант на примената на законите. Они ги извитопериле, ги злоупотребиле до безсвест, ги кршиле на ангро, се со конечна цел, опиени од моќта, станале богови, па се им било дозволиво. Што очекувате тогаш ако се смена да, но ако остане се вака како што е? Дали очекувате дека обвинението за пуч ќе падне или? Чисто е како солза целиот процес пуч. Еве да го повториме. Заев, како лидер на опозицијата, извршил насилство врз институцијата премиер. Тоа е обвинението пуч. Добро. Само по себе. Со барање техничка влада и предвремени избори тоа не е возможно. Самите докази покажуваат респект и почит кон политички опонент кој што во моментот е премиер на државата. Самите докази. Во моментот кога паѓа еден муабет во форма на прашање од Груевски. Абе добро, Зора, нова уцена е? Одговорот е не бе, премиер, ти си го правил тоа во наши раце. Ај кажи па ти што да правиме? Освен тоа да се сподели со јавноста. Молчи. Нема одговор. Отиде на работата, предалеку и тоа не е виновна сега нашата Македонија, граѓаните Заев или не знам кој. И тој што го направил, тоа требало да мисли, така? Од друга страна, зарем не е смешно да се дефинира како насилство барање за техничка влада и предвремени избори, а тој не е ни надлежен. Парламентот е тој што одлучува по закон. Кој дали да има техничка влада и предвремени избори. Тоа само по себе покажува доказ дека двајца лидери на опозиција и позиција имале средба. Каде? Во кабинетот на премиерот.
И сите овие разговори се, како да ви кажам, апсолутно една абсурдност сама по себе која што се случува. Кој ќе видите доказите во постапката. Кој тоа прислушкува, како тоа е работено, како тоа е анализирано, кој е конзументот, која е таа репродукција што се случувала внатре се. Се ќе биде јасно на крајот, но важно е што, користејќи ги сите институции и власта генерално, Груевски се обидува да ја сочува својата кожа, а при тоа ја мачи Македонија секојдневно се повеќе и повеќе. Кулминира гневот, нема бегање од тоа. Значи можете, знаете како што ние политичарите некој пат мислиме дека народот не знае. Па ние ќе се замислуваме во некој си посебен. Народот знае се, така и овде знае се. Може да се мачите да го одолжувате процесот, но процесот ќе заврши со крај на оваа власт. Добро, сега кога спомнате надлежност е на парламентот. Сега од дистанца гледано, како се ова движеше? Што мислите, дали можеби се ова не можеше да се говори од собраниската говорница? Си во овие години видовме како тој менаџира со парламентот. Парламентот не е извршува улогата на контролор на извршната власт, кој што самиот ја бира. Тоа е една испостава на извршната власт, посебно на врхушката од власта, која што буквално по дефолт ги завршува работите како што треба. Законите се менуваа по 100 пати. Зошто еден дел ги гледаме се менувани за да може парцеличка да си купи премиерот, за да може не знам кој по слободно детален план да донесе, за да може на кинезите да помине па процентите преку закон, без тендер, полесно да се завршат. Тоа било некоја лична агенда на врхушката на власта. А извршител на тоа е самиот парламент кој што гласал. Го видовме какво е мислењето на врвните луѓе од власта за парламентарците, зборувајќи за Силвана Бонева, за Илија Димовски, за не знам кој, сите што се внатре. Еден дел ги немаме објавувано се. Јас зборувам во тој дел и за Владко Ѓорчев и за Антонио Милошевски од поново време кога е пратеник и се. Значи, безобразие невидено. Овие луѓе не водат грижа и респект према своите, не па за народот да водат грижа. Тоа само по себе кажува дека ако продолжевме во парламентот со нешто кое што СДСМ веќе неколку пати го направило, се вратила во парламентот и продолжила. Они апсолутно ќе имаа плюс 100 причини како да го менеджираат целиот процес преку медиумската поклопеност, апсолутно ќе се продолжише Македонија, а на Груевски окото немаше да му трепне за ништо. Медиумската поклопеност убаво експлоатираше еден термин амнестија, денојеве. Како го дефинирате, како джингл меѓу две бомби или? Не знам од каде излезе, тргна од Лјупчо Ѓоргиевски, колку што се сеќавам ова работа. Можел како опозиционер да се консултира за одредени работи. Јас претпоставам некој пат е, знаеш, да се лови уматно сега. Да се најде некој простор, па тепај, ако може и против тие, па ќе дојдат кај мене, кај двете страни кои тепаш. Претпоставам од тие тука. Јас не кажувам повеќе оти е опозиционер. Сакам да остане опозиционер. Значи јас не сакам да отворам војна политичка против сите. Нашиот непријател е Никола Груевски, поединци од врхушката на власта. И апсолутно од тој дел ќе бидам резервиран. И само до тука ќе кажам, но отвори широка дебата ова пуста амнестија. Кој има право да зборува за амнестија? Кој е тој кој што може да се пазари за ваква работа? За Ремзаев, вака вадејќи ги бомбите, храбро решително кој што сите го признаа. И може на крајот да седне на зелена маса зад кулуарите, назад на двор од очите на јавноста, да испреговара ваква работа. Зошто би го правил тогаш тоа? Што го правам сега, разобличувајќи ја целата вистина и да ставајќи ја на тацна на граѓаните. Невозможно. Груевски сам може да си прави тоа со Ѓорги Иванов. Он е извршна власт, он го има и председателот на државата. Може да си носи такви одлуки, ама апсолутно тука има политичка одговорност. Бранко се јави. Да, вистина се јави. Дали од се тоа кое што го рековте дека ќе биде веројатно мезе за провладините медиуми, одмогна или помогна се? И беше мезе, беше. И беше мезе, да. Така е. Значи јас го дефинирав тоа на вистина, добре дојде на секоја помош на секој поединец, посебно кој е поранешен председател на државата, а секој поранешен председател на СДСМ. Позитивно го сватив целото интервју и драго ми е што нашето членство и поддржувачи го сватија позитивно. Сега некои ми толкуваат одредени негови согледувања како потврди. Секој има право да верува во нешто, зошто? Бранко верува во владата и во отпорот. И јас верував во тоа време, иако дискутирав во Централниот одбор, останав до крај. Нели, се донесува, не сакам да дебатирам на тој, ама легитимно право е. Легитимно право да се бориш, да ги потенцираш аргументациите во кои што веруваш. И тоа треба така. Ние најверојатно долго време живееме под режим и диктатура, па веќе заборавивме што значи
дебата јавна, отворена, меѓусебна, тоа не е секој пат критика, така го са, некој каже, аман Безаев, ти си наивен, знаеш како, ако што не му јасно на некој која води СДСМ, Бранко ја води СДСМ или Заев ја води СДСМ во ова време. И сега ќе дебатираме. Сега дали тоа Бранко од позадина ги влечел конците? Кој Бранко? Тој што вика дека ни Бранко ни Заев не треба да е председател на СДСМ. Тој Бранко кој што апсолутно еве неколку години молчеше и легитимно он така сватил дека така треба, нема проблем. Водството во СДСМ е легитимно, дефинирано, храбро и исполнително. Покажа она што требаше да го заврши во вистинскиот момент и го заврши. Остана тврдокорно, упорно на своите одлуки за напуштање на парламентот. И при тоа направивме изненадување кога вика ќе клекнат, бе, кај ќе одат, мора да се вратат. На крајот, кога беа тоа, бе, патарди ќе видат бомбите. Нека е, Заев, ние имаме тоа позитивни бомби, како викаше премиерот смешкајки се. Испадна дека ова се бомби, ова се баш аргументи и докази, крај немат. Така имаше ем изненадување, ем издржливост. И еве до ден денеска ние тераме ова работа. Искрено и упорно верувајќи дека ќе успееме во оваа мисија која што имаме. Убаво е тоа што ни се приклучуваат граѓани од сите етникуми, независни граѓани, заедно со нас. И гледате, СДСМ денеска полни плоштади, вака. Ајмо, во градот сме, тука и доаѓат. ВМРО носи во еден прилеп, во една битола, еден од најголемите градови после главниот град во Македонија, автобуси од други градови. ВМРО ДПМН, тоа силното, мокното ВМРО ДПМН. Се е веќе јасно. Се држи Груевски на власт со полугите на моките и власта, која што ја поседува, и поврзан со оние кои што ги држи на лажичка. Од кои им зависи платата, од кои што им зависат парите и бизнисите и слично, и тоа е веќе малку и ќе не може да одржи, ќе падне. Рекоте дека сега е време да се приклучат сите оние кои што сакат да влезат во оваа битка. Дали тоа мислите и на оставките кои што се случуваат деновиве во ДУИ? Ги сваќам. И се надам дека ќе падне ВМРО оставка. И никој не може да ми забрани да се надевам, така? А тоа колку силно Груевски ги држи, на кој начин ги држи. А јас го знам тоа што е обелоденето, ама и тоа што не е обелоденето. Знам што се случувало таму. Абе, не може никој да ме убеди дека не е мака, дека не е солзи дури на поединци во врхушката на власт. Го гледам, го знам. Дај Боже да се охрабрат. Дај Боже да се охрабрат, сега моментот да се охрабрат. Не постои некој што може со нешто да ти го држи животот на тебе и на твоето семејство. Не постои така. Јас се надам дека тоа ќе се случи во иднина. Ќе помогне да ова мачнотија која што е во Македонија одмине. Опозицијата, реков, материјали има да држи, да оди и понатаму. Сензитивно е. Секако боли најверојатно за нашиот политички опоненти, поединци што се во врхушката на власта. И се, но постои поинаков начин вистината да се обелодени. Но сепак ништо не објавивте од она што се случува во кампусот на албанците, во политичкиот кампус на албанците во Македонија. Не, ќе објавиме сега, реков, согласно нашето сценарио кое што го имаме. Зошто така го дефиниравме тоа сценарио? Финансиските криминали не се важни само за македонците. Важни си за турците, и за албанците, и за сите. Ова што досега го објавивме е во делот на уништената слобода, демократија, криминал, незаконско работење е важно за сите граѓани. И сега екстра сакат нешто плюс албанците поврзано со албанските политички партии пред се ДУИ. И ќе објавиме и финансиски криминал овде, ќе објавиме сензитивни предмети кои што се овде. Проблемот е што ги нема многу, неоти биле честни, знаеле оти ги слушат. 80% договарат како тоа ќе се видат. Но оставиле трага, дел од овие луѓе, дел се честни луѓе, дел од овие луѓе кои се инволвирани и инкриминирани, ќе бидат обелоденети. Скопје 2014, може ли да се случи Мајдан 2015? Добро паралела е тоа. Мислам дека Мајдан не, но секако може да се случи најверојатно најмасовниот протест во историјата на Македонија и најверојатно не секојдневниот или досега невиден перформанс на самиот протест, кој што треба да има конечна цел власта да падне. Се плашите дека тоа може да избеде од контрола, затоа што постојано велите гневот расте, се обидуваме да го амортизираме со прошетките, односно... Гневот сам по себе ќе биде канализиран кога ќе кажеме на луѓето, окей, излегуваме на улици, ние ве водиме, редот е наш, ние сме најголемата опозициона партија и до тука е гневот. Тој гнев не е канализиран на братоубиствена војна, не знам, судир или слично, тама работа. Тој гнев е доволно голем за да може да биде канализиран, за да врхушката на власта замине од власт.
И тоа ќе се случи, нема бегање. И како што вика Груевски, немој око да те лаже или паметот. Немој да се обидуваш на својот народ да се спротивиш, кој е тргнат во мисија во која што верува. Тоа е нашиот народ, во историјата е завршил својата улога, ќе ја заврши овој пат. Да, меѓутоа гледаме дека денове слушаме почнаа да горат некои автомобили, па еве слушаме она сега што се случува горе во Гошинце. Сигурни сте дека може се тоа да биде под контрола? Знаете како, ние знаеме дека мораме да направиме се што зависи од нас. Ние не сме најоблигаторно поставениот субјект во ова општество. Прво е власта, таа која што е најодговорна за се што ќе се случува во Македонија. Се додека е власт. Во моментот кога ќе падне, тогаш ќе бидеме рамноправно одговорни. Но тоа не ја прави нашата одговорност помалку сериозна, ја прави онолку колку што опозицијата може да биде одговорна. Зашто се бориме сите во Македонија? За слободата, за демократијата, правдата, социјалната правда. Се бориме за универзални вредности, придобивки кои што ги имавме, ги изгубивме. Се бориме за татковината наша, за Македонија. И јас верувам дека во таа битка сите ќе се водиме со дозата на грижа, дека не и правиме добро, ако при тоа гневот не знаеме да се го исконтролираме до одреден моментум, до каде што е дозволиво. Заради тоа што сакајќи да постигнеме нешто, може да направиме штетни последици кои што ќе не прогонуваат во иднината, сите нас. Од тој аспект, јас верувам дека тоа може да го изменаџираме. Ќе се случат мултиетнички протести, ќе се случат граѓански протести, не партиски и политички. Ќе има овде и партии, и политики, и се. Но ќе биде народ, ќе биде општо народен фронт која ќе се случи. Јас се надевам дека тоа ќе биде фронт на прослава. Па да не зборуваме за тоа дали нешто ќе предизвика. Во месец мај ќе се случи. Велите преодна влада, ќе дојдеме до преодна влада. И што после тоа? Имате концепт колку сето тоа ќе трае, колку ќе биде тајмингот за да дојдеме до посекуваните предвремени избори? Ние го отворивме намерно. Намерно го оставивме широко прашањето. Значи не го потенциравме дека ќе биде состав политички од сите политички субјекти. Не потенциравме дека ќе биде експертски состав. Не знам, технократски или административен. Не го потенциравме. Зошто не би сакале да го узурпираме однапред правото на опозицијата да и тоа да го допрецизира. Има субјекти кои што треба да учествуваат во прецизирањето на целата оваа работа. Претпоставуваме и нашиот политички опонент, представниците на другите помали етнички заедници во Македонија. Затоа не би сакале однапред. Што ми е мене важно? Нашите граѓани да веруваат дека со личниот кредибилитет, со личниот образ, секој поединец во таа преодна влада ќе биде гарант во нормализација на Македонија и подготовка за фер, демократски и слободни избори. Тоа ми е важно. Ако успа тоа, решат плюс работи, супер. Јас верувам дека ќе решат дури не сакајки. Нема да е Сашо Мијалков веќе ништо. Груевски нема да е ништо. Гордана нема да е ништо. Горан Трајковски нема да е ништо. Само по себе се растаретуваат самите правосудни институции, медиумите, поклопеноста на државата од партијата, со самото нивно тргнување од позициите на кои што се наоѓаат. Секако ќе треба и одредено време, кое што најверојатно само политичка влада избрана на легитимни избори ќе може да до краја нормализира Македонија. Но целиот овој процес што сега опозицијата го води, само од себе е помош и ќе го надокнади изгубеното време кое што Европската унија го бара од нас во решавањето на оние проблеми кои што ги дефинира како пакет на домашни проблеми. Надвор од името. Името не зависи само од нас. Значи тоа е правосудството, медиумите, слободата, поклопеност на државата од партијата, слободите и правата на граѓаните, изборните процеси, целото тоа што е нотирано во секој извештај. Тоа значи дека кога ќе дојдеме до таа преодна влада, СДСМ се враќа во парламентот и колку како тајминг го дефинирате би можеле да дојдеме до наредби? Провизорно она што јас го чувствувам како потреба, а и заедно кога го дискутирав во рамките на опозицијата е некои 6 месеци. Сосема доволен период. Некои викаат може малку, треба повеќе, некои викаат ман долго е, треба пократко. Зошто треба за секоја влада, каква и да е, преодна, техничка, што и да е внатре, треба да има 6 месеци доволен период за да ги види состојбите, да самото време се изработи, во менталниот склоп на граѓаните генерално растеретени, дека има конечно власт која што ќе се плаши од народ, која што ќе работи за народ, а не да биде страшилото кое што ќе биде поставено кон народот, е некој оптимален период.
Така верувам. Остава ми тоа прашање заедно да го дефинираме. Ако некој ме праша колкав период, 6 месеци. Добро, тоа е вашиот пристап. А што ако не си оди Груевски? Прашањето е што ќе прави Груевски ако не се повлече. Што тој ќе прави? Народот веќе е на чисто. Ова може да биде целото мачење на државата, но истовремено и пекол за Груевски. 5 банки повеќе не вреде во очите на луѓето. 5 банки. Што тој ќе прави сам со себе и со своите ако остане на власт? Тоа прашање треба јавно да си го постави и тој и сам пред себе. Затоа многу е убаво навремено да ги повлече потезите и пополека да ја подготви Македонија за избор на преодна влада, која што ќе ја донесе пред предвремени парламентарни избори, на кои што граѓаните после долго време ќе излезат на слободни, демократски и фер избори и ќе донесат одлука кој ќе води Македонија. Не мора да биде заев тоа. Не мора. А истовремено Груевски нема и што да се плаши ако е толку силен. Така, на изборите. Нека донесат граѓаните во слободна и демократска Македонија. Верувам дека кој да води државата наша со легитимитет од граѓаните, и јас и моето семејство и сите ние граѓаните ќе живееме многу поспокојно. Ви благодарам за разговорот. Ви благодарам и на вас.